Добар ден, ученици! Моето име е Даница Ѓоргоновска и сум професор во гимназијата Доктор Ибрахим Тема во Струга. Денешната лекција се однесува на модели, теории и закони. Најпрво да дискутираме за нас луѓето. Како луѓе, ние се разликуваме од останатите животни со можноста да истражуваме, да откриваме, да создаваме, да подобруваме, да анализираме, да ги споделуваме знаењата и да ги пренесуваме на наредните генерации, а воедно знаеме и да уживаме во науката. Нашиот мозок се разликува од мозокот на останатите живи организми, со тоа што прави повеќе од колку само што собира информации. Тој ги споредува, ги поврзува, анализира и донесува заклучоци. Ако имаш познавање од науката, светот изгледа многу поинаку и тоа разбирање те исполнува. Научниците обожаваат непознати работи, тие обожаваат мистерии. Што е физиката, да се потсетиме? Физиката е наука што наоѓа математички врски за појавите во природата, материјата и енергијата од која е направена природата. Сето тоа преку наблюдување, експерименти и различни анализи. А на инженерите им го оставаме тоа што сме го откриле да го применат за напредок во технологијата, аеронаутиката, космонаутиката, градежништвото и на тој начин ни го прават животот полесен и пософистициран. Во денешно време комуникацијата е многу олесната. На сите ни е тоа јасно. Например, ако сакаме да пиеме кафе со соседката, нема потреба да се довикуваме. Патувањето, односно транспортот, е далеку понапреден. Дури можеме да патуваме и во Вселената или да испраќаме ровери кои што ќе ги истражуваат, да речеме, другите планети. Создадовме многу напредни уреди во медицината. Интернетот, кој што овозможува брз и лесен пренос на информации, како и брза и лесна комуникација. Во можност сме да ги објасниме природните појави со научни факти. Сега, за разлика од минатото, кога ги имавме само нашите вградени основни сетила, со помош на кои наблюдувавме или да речеме меревме, сега имаме многу пософистицирани и понапредни инструменти за различни намени и за мерење различни физички величини. Во денешно време знаеме дека на небото нема некои богови, туку знаеме дека светлите точки не се само светли точки, не се ни само звезди, туку меѓу звездите има и многу други небесни тела, како овие на сликата. Една светла точка може да представува галаксија, како например галаксијата Андромеда, која што на небото изгледа само како светла точка, доколку ја погледнеме низ телескоп, ќе видиме дека тоа е мноштво од звезди и други небесни тела, која изгледа како тука на сликата. Некоја пак од светлите точки представува мноштво од звезди групирани во затворено звездено јато или во отворено звездено јато. Може некоја светла точка, што така нас не изгледа, всушност да представува остаток од експлозија на некоја звезда. Дури може да имаме групи од галаксии кои што се многу блиску и многу далеку од нас, а да ни изгледаат споено во една точка. Сето тоа благодарение на телескопите кои ги создадоа физичарите. Освен оптичките што ни се познати, имаме огромни оптички телескопи, но исто така и радиотелескопи кои собираат информации од Вселената. Во текот на изучувањето на физиката ќе се сретнеме со следниве поими многу често, како например физички појави, физички модели, физички закони, физички теории и принципи.
Затоа треба добро да ги разбереме и да можеме да ги разликуваме. Физички појави. Ќе ги објасниме преку примери. Примери за физички појави се испарување, кондензација, електрично празнење, рефлексија на светлината, прекршување на светлината, слободно паѓање. Физички модели реално не постојат како такви во природата. Например, материјална точка, идеално тврдо тело, идеални течности, идеални гасови, хармониски бран. Како вакви не постојат. Не постои идеално тврдо тело, не постои идеално темно тело, не постојат идеални гасови, ниту материјална точка без димензии. Ние овие модели ги користиме за да поедноставиме, например, решавање на некоја задача. Ако сакаме да пресметаме или да разбереме некое движење на автомобил, може автомобилот да го сметаме за точка, без димензии. Со цел сето наше решавање да се поедностави. Понатака, физички закони. Што се физички закони? Тие предвидуваат што ќе се случи или колку ќе изнесува вредноста на некоја физичка величина, ако се познати неколку други физички закони, односно физички величини. Се извинувам, значи, физичките закони често се изразуваат со формули, но не мора. Може некогаш физичките закони само да предвидат што ќе се случи, ако знаеме одредени почетни услови. Понатака, физички теории даваат теоретско објаснување зошто нешто се случува, односно зошто се добива она што го предвидуваат физичките закони. И уште еден поим, принципи. Што се разликуваат принципите од сите останати поими? Принципите се всушност основните општи законитости, врз чија основа се гради определена теорија. Физичките закони, физичките и принципите имаат заедничко. Например, Њутоновите закони уште се нарекуваат принципи, врз кои што е изградена класичната механика. Физичките закони што важат на Земјата и кои што ние луѓето тука ги откриваме, важат и во целиот универзум. Значи, сосема истите закони што важат тука, важат во било која далечна галаксија. Насекаде. Филозофски пристап со кој што почнало размислувањето околу природните појави и со кој што се поврзува Аристотел, големиот грчки филозоф. Историски тоа е првиот пристап кон проучувањето на природните појави. Понатаму следи научен метод кој што во Европа прв почнал да го применува Галилео Галилеј, изведувајќи различни експерименти со топчиња по наведената рамнина, фрлајќи тела со различна маса од кривата кула во Пиза, и следи математички теориски метод со кој што може да се поврзе извонредниот физичар Исак Њутон. Исак Њутон ги создал Њутоновите закони, класичната механика и многу повеќе, создал нова математика. Тој исто така бил и експериментатор, па затоа може да се каже дека бил комплетен научник. Како што се гледа на сликата, каде држи стаклена призма, тој успел да ја разложи со помош на оваа стаклена призма белата светлина на составните бои. Филозофскиот пристап се состои само од размислување, додека научниот метод е понапреден. Тој, освен од размислување и поставување хипотези, хипотезите се предпоставки. Најпрво
размислуваме што би можело да се случи или предвидуваме, а потоа тоа треба да го испитаме. Дали нашите хипотези се точни или не. Втора работа. Истражување. Истражувањето се состои од наблюдување, мерење, односно изведување експерименти за проверка на хипотезите. Анализа, односно споредување на резултатите, наоѓање врски. И на крај донесување заклучоци. За разлика од научниот метод, во математичкиот, односно теорискиот метод, изостануваат експериментите. Тој се состои од чисто математичко изведување. Кој ќе се спомне физика, веројатно ве асоцира на формули. Во физиката многу ќе среќаваме формули и тоа некои ќе бидат емпириски, а некои изведени. Што е разликата? Емпириските се добиени експериментално, додека изведените се добиени математички, со изведување. Како се доаѓа до ново откритие? Веројатно не треба само да седнеме па длабоко да размислуваме, или можеби да се релаксираме и да чекаме да ни текне нешто. Замислете дури за големиот научник Никола Тесла, некои луѓе веруваат дека идеите му ги дале вонземјани. Можеби овие мислења се поради анегдотите што ги знаеме, како например анегдотата за Исак Њутон, кој си седел под јаволкницата, му паднало јаволко и одеднаш ја открил гравитацијата. Или пак Архимед, кој што се бањал, па му светнало и го создал Архимедовиот закон. Зад овие приказни има многу повеќе. Овие научници биле многу посветени на науката, многу труд вложиле. Како например, Исак Њутон, во времето кога е открил гравитацијата, го истражувал и движењето на планетите. Во тоа време не било познато што представуваат кометите, односно тие изгледаат вака како звезди со опашка. Луѓето се плашеле, бидејќи периодично се појавувале. После неколку години ги поврзувале со смртта на кралот. Њутон требало да ги истражи, но немал прирака математика која што ќе му помогнала да ги истражи и да ги објасни движењата на планетите, како и на кометата. Ги наблюдувал со помош на голо око, но создал исто така и рефлектирачки телескоп. Тој создал нова математика, позната како калкулус, односно диференцијално сметање, уште познато како виша математика. Таа денес се изучува на сите технички факултети, но исто така се пременува и во други науки, како што е економијата. Исак Њутон ја создал класичната механика. Сигурно сте слушнале дека понови од класичната механика се релативистичката механика и квантната механика. Па можеби се прашувате зошто ја изучуваме класичната механика. Одговорот се состои во следново. Релативистичката механика има корист да се применува само кога се работи за брзини што се блиску до брзината на светлината. А квантната механика, незините ефекти може да се видат само за многу мали димензии на ниво на елементарни честички. Така што класичната механика многу добро се вклопува, многу добро се користи во секојдневниот живот. За математиката се вели дека е јазикот на природата. Може да се го поставиме следново прашање. Дали математиката е измислена или откриена? Што мислите, дали постои разлика помеѓу зборот измислено и откриено? Еве вака, измислено е нешто што не постоело и сме го создале. А откриено
е нешто што постоело, но не сме биле свесни и потоа сме го откриле. Може да се запрашаме дали математиката би постоела и без постоењето на луѓето? Дали таа постоела, ние само ја откриваме сега? Дали ние ги создадовме математичките концепти за да ја објасниме Вселената што не обкружува? Или математиката е мајчиниот јазик на природата што постои без разлика дали ние ќе го откриеме? Уште во антички времиња луѓето дебатирале на таа тема. Дали броевите и равенките единствено се само измислен начин да се опише некој теориски идеал? Дали мислите дека математиката е само апстрактни логички врски што човекот ги измислил и кои не постојат надвор од неговото размислување? Замислете, одредени математички концепти кои се сметале чисто математички и за кои се сметало дека никогаш не би нашле примена во реалниот свет, некои теориски физичари успеале да ги поврзат со нешто што го има во природата. И тоа совршено прецизно, опишувајќи определен природен феномен. Може да кажеме дека ако нешто математички го докажеме, тоа мора да е точно и мора да постои во природата, без разлика кога ние ќе го откриеме и дали воопшто би го откриле. Па што мислите? Дали математиката е откриена или измислена? Ви благодарам на вниманието. До гледање!